Лидерите на опозицијските партии синоќа на трибина во големата сала на општина Велес ги најавија активностите кои коалицијата ќе ги превземе во предстојниот период. Постојано споменуваната бомба потенцираше лидерот на СДСМ Заев, во многу нешта се совпаѓа со оние на гимиџиите, затоа што е наменета за да се избориме за достоинствен живот, рече тој. Екстерното или државниот испит, како и да го нарекува власта, посочи Заев, ќе го има и тоа за владата, која на истото според него ќе добие голема единица. После долги дебати заклучивме дека ако ние не учествуваме, ќе го наполнеа парламентот со фингирана опозиција, со Стефчовци, Бучковци. Тоа ќе беше опозицијата во Македонија. Тогаш станува од лошо уште полошо. Контролирана опозиција од страна на власта. Апсолутен тоталитарен режим, комплетен од секој аспект. Не смеевме тоа да го дозволиме. И втората важна работа, како денеска ќе соопштувавме пред јавноста дека имаме корпус на аргументи и докази кај нас. Што тоа прави власт, ако не учествувавме на изборите? Здравствен систем во кој граѓаните не добиваат соодветна здравствена грижа, образовен, каде наставниците и професорите се повеќе административци, земјоделство, каде земјоделците се постојано манипулирани. Вака лидерот на социјалдемократите ја опиша моменталната состојба во земјава, која според него е и главна причина на се помасовното заминување на младите луѓе. 4 министерства се најизразен доказ за злоупотребите на власт. Министерството за внатрешни работи преку полициските сили. Директен притисок врз граѓаните и гласачите. Министерството за труд и социјална политика. 45.000 семејства примат социјална помош. 35.000 најранлива категорија, најсиромашна категорија наши граѓани се војска гласачка машинерија на власта. Што да прават душички? Притисокот е голем. 2.500 денари му дава социјална помош и вика, ако не гласаш ќе ти ја уки. Министерството за финансии, сите пари и сите инспекции се под контрола на Ставревски. Не може со ваква дрска злоупотреба и на парите, и на инспекциите да се влезе во избори. И Министерството за земјоделство. Заев и лидерите на коалиционите партнери побараа од Велешани погрижата за семејството, да се грижат за сопствената држава и да не дозволат нејзино дополнително уништување.